Над 200.000 луѓе дневно заболуваат во светот од коронавирус. Шефот на Светската здравствена организација предупреди дека поголемиот дел од популацијата и натаму е сомничав во врска со COVID-19 и оти во некои региони состојбата се влошува. The pandemic is a once-in-a-century health crisis, the effects of which will be felt for decades to come. Most of the world's people remain susceptible to this virus, even in areas that have experienced severe outbreaks. Many countries that believed they were past the worst are now grappling with new outbreaks. Although vaccine development is happening at record speed, we must learn to live with this virus and we must fight it with the tools we have. Во Соединетите Американски држави, главниот медицински советник во Белата куќа, Дебора Брикс, изјави дека пандемијата влезе во нова фаза во која болеста значително се шири. Ризикот во руралните средини е ист како и во урбаните, оцени Брикс, препорачувајќи заштитни маски да се носат и дома, за да не се пренесува вирусот меѓу членови на семејството. Компанија во Аргентина тестира серум развиен кај коњи за лекување на заболени луѓе од коронавирус. Истражувачите им бризгувале на коњи протеини изолирани од коронавирус со цел тие да продуцираат антитела, кои потоа се земале од крвната плазма на коњите и со нив се лекувале луѓе заболени од COVID-19. Резултати се очекуваат за 2 до 3 месеци. Две фармацевски компании тврдат дека лекот RLF-100 на некои пациенти со респираторни проблеми им помага да се опороват за 2 до 3 дена. Компаниите добија одобрение во Соединетите држави за користење на овој лек за сериозно болните. УНИЦЕФ предупреди дека милиони деца во светот ќе се соочат со неухранетост. Во една публикација, УНИЦЕФ оценува дека дополнителни 6,7 милиони деца ќе страдаат од недоволна храна, најмногу во Јужна Азија и во Субсахарска Африка. Во меѓувреме и Светската програма за храна предупреди дека 14 милиони луѓе во Латинска Америка ќе гладуваат оваа година, што е 4 пати повеќе во однос на минатата година. Поради тоа можни се политичка дестабилизација во некои земји и масовна миграција. Светската здравствена организација ги потикнува земјите да и се приклучат на иницијативата COVAX, која сака да обезбеди брза и достапна вакцина за сите. Интенцијата е да бидат обезбедени 2 милиарди дози од идната вакцина до крајот на 2021 за земјите кои учествуваат во иницијативата. So any country that supports COVAX has a better chance of getting a successful vaccine candidate than going after a single one on their own. 75 држави досега покажале интерес да и се приклучат на иницијативата. Над 150 различни потенцијални вакцини се во игра во различни фази на развој, но останува предвидувањето дека достапноста на вакцините нема да се случи пред 2021.